Реката Пчиња утрината зароби 2 лица во возило во селото Стрновац, Старо Нагоричане, откако се излеа поради обилните дождови. Истите подоцна били извлечени со едно возило и двајца пожарникари од противпожарната екипа од Старо Нагоричане. Влажниот бран проследен со интензивен дожден обиве, предизвика и поплавување на објекти, одрони и свлечишта на неколку патни правци. Поради одрон, од утрината беше затворен патниот правец Македонски Брод Скопје. Во Скопје е пријавено поплавување на еден стамбен објект. Во Старо Нагоричане реката Пчиња излегла околу 20 сантиметри над коритото на неколку локации, без зафатени куќи и викендици, се расчистува на собраната дрвена маса кај Коински мост. Во Битолско и Ресенско има повеќе одрони и поединечни поплавени објекти, а екипите активно ги расчистуваат коритата и приодите кај мостовите. Исто така нивото на Црна река е благо покачено. Во Крушевско и Прилепско има регистрирани одрони, но без поголеми оштетувања. Од јавното претпријатие Македонија Пат за Канал 5 информираа дека сите служби се на терен со цел побрзо средување на проблемите. Оттаму најавуваат и мобилизација на екипите со оглед на тоа дека зимската сезона е на прагот. Сите наши екипи се на терен и работат интензивно на расчистување на свлечиштата и одроните. Најмногу проблеми има во клисурите и потеченијата на реките. Одрони и свлечишта има на патот Скопје Македонски Брод, кај ловиштето Јасен, Кичево Охрид, Катланово Велес, Кочани Македонска Каменица и кај Виница. Со наближување на зимската сезона, бројот на екипи на терен ќе се зголеми, со цел непречено функционирање на сообраќајот. Велат од јавното претпријатие Македонија Пат. Поради обилните врнежи, речиси целата држава се наоѓа во портокалова фаза, велат метеоролозите. Ваквото нестабилно време според управата за хидрометеоролошки работи ќе продолжи и во наредните денови.